More sokol pije, voda na Vardaro. More sokol pije, voda na Vardaro. Janele belo grlo, Janele krotko jagne. Да, кога носи полуверно. Знаеш зашто? За петлиците. Можев да ти бидам мој железен крају широко пладне, запален темјан, темна темјанушка. Можев да ти бидам отворена корица, компас за твоите загубени векови. Можев да ти бидам мој железен крају прв твој делник, твој понеделник. Можев да ти бидам се и се што, но еве што стана со мене. Ти да ме прозиваш стоејќи ми наблиску, а јас да те сакам и фалам одалеку. Стара мајко, не чекај ме, ноќва пак сум помејан иде. Мојва душа
Со Јанета Ангелески се запознавме уште додека тој беше студент на Музичката академија во Скопје. Значи некаде во првите години, 80-ти години на минатиот век. Уште при првата средба во Јанета видов човек што ветува. И не само на музички план. Во Јанета уште тогаш се препознаваше човек со големо срце. Човек влюбеник во татковината. Човек што песната не само што ја пееше и свиреше, туку тој песната ја објаснуваше со своето пеење и свирење и за оние на кои најмалку им е до песна. Нашето познанство со Јанета продолжи во годините што следеа. Јане постана семеен човек и ја имав таа чест и радост да речам да бидам присутен на сите негови поголеми радости и на сите случувања во неговото семејство. Преку него и преку неговите колеги, членови на оркестарот Бисер, ја запознав подетално не само музиката во Демирхисарскиот крај, го запознав менталитетот на нашиот демирхисарец, подетално ја запознав и историјата на станите, случувањата и преку нив мислам дека нашиот народ не само што ја збогати музиката, туку и познавањата за настаните и личностите од тој крај. Но нешто особено ми останува во сеќавање за Јанета е Јане како човек со силна вера. Јане како голем почитувач на својата православна вера и бранител при секоја прилика на Македонската православна црква. Верувам дека неговиот пример на исполнител, барач во музичките пазови на Демирхисар, па и пошироко, ќе го продолжат неговите колеги во оркестарот, ќе го продолжат сите оние кои ја видоа, ја почувствува и ја почитува музичката, човечката особено вредност на покојниот Јане.